При официјално утврдена производствена цена од 27 денари за килограм арпа наспроти откупната цена од само 22 до 25 денари, оризопроизводителите празникот 11 октомври го претворија во ден на незадоволството од аграрната политика на државата, која и на почетокот на овогодишната жетвена кампања на реколтата ги остави на цедило. Со трактори и друга механизација, повторно ја блокираа едната коловозна лента од магистралниот пат Кочани-Штип и го искажаа своето незадоволство. Од државата ние сме единствени што не тражиме ништо. Ние бараме само од купувачите да го откупуват 40, да ќе бели од 80 и тие 5 денара маршата пак да се взимат. Ние сме единствени како земјоделци што од државата не бараме помош. Не ни требаат субвенции, нека и поделат некои други. Бараме производна цена, да живееме достоинствено, да ги сервисираме нашите потреби. Ништо друго не бараме. Иако жетвата на оризот е во тек, земјоделците се разочарани и незаинтересирани да го приберат родот, иако не се најде решение, тогаш оризот на ова подрачје во наредните години ќе престане да се сее и сосема ќе исчезне. Зачудува фактот што се уште нема официјални резултати од разговорите со откупувачите, со надлежните институции, со министерството и така натаму, бидејќи како вие што знаете повеќе од 20 дена има како се утврдени производните цени, тие изнесуваат 27 денари, откупот се одвива по цени од околу 24, 23, 25 денари, што е недозволиво и од тие причини практички на некој начин и стагнира жетвата на оризот. Цените на берзите на, да речеме, во Италија порасна сега во периодот на жетвата некаде за 20% одредени сорти. До 2800 евра се продава по тон, што е историски највисоки цени. Денешниот протест со блокада на магистралниот пат Кочани-Штип е уште еден во низата кој помина без одговор или реакција од ресорното министерство и владата. Единствено на земјоделците поддршка им дадоа представници на опозицијските партии, кои исто така критикуваат политиката на власта во делот на оризопроизводството. Оризопроизводителите најавија дека протестите ќе продолжат и во наредниот период, а дополнително ќе се координираат дали тоа ќе биде преку еден ден или најмалку еднаш неделно.